Почитуване сограѓани, гордост е денес да се биде битолчанец. Знаете ли зашто? Затоа што битолчани најдобро знаат како од распукани од бетон на Никола Груевски ВМРО ДПМНЕ да направат прашина. Битолчани први го распукаа овој бетон. Прво со повлекувањето на продажбата на офицерски дом, потоа со одлагањето на изборите закажани за 24 април, потоа поради погубната аболиција од лицето Ѓорги Иванов, а сега денес и поради тоа што изборите закажани за 5 јуни се одлагаат. Ништо повеќе не им држи, ништо повеќе не им помилува. Се што кажа излага, од се што ветија се повлекоа. Затоа оставка! 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 Почитувани присутни на властодржците, зборот повеќе не им држи. Нивните зборови се без аргументи. Немаат никаква смисла. Знаете ли зошто? Затоа што немаат арматура. А што е арматурата? Честност, искреност, доследност, интегритет и чистина во намерите. Најпрво излегоа со небулозната афера Пуч, со жолтите комбиња, ако се сеќавате, базните станици, странските служби. Излегоа, излажа и се погазија самите себе. Никој повеќе не го споменува тоа. Зошто? Затоа што е лага. Рекоа дека аудио снимките се сечени, лепени, монтирани, излегоа дека се вистинити. Рекоа дека преодна влада нема да има бидна, а ќе биде уште една која ќе ги докречи. Рекоа дека оставки нема да дадат ни насон. Паднаа 4, а Никола Груевски повеќе не е премиер. Почитувани, овие луѓе ни самите повеќе не веруваат во тоа што го зборуваат. Од друга страна, има една масовна група на луѓе, мнозинство граѓани во Република Македонија, на кои зборот им држи. Тоа е опозицијата и тоа сте вие, почитувани граѓани, тука присутни. Ја ветихме визијата и вистината за Македонија. Ја обелоденивме. Побаравме техничка преодна влада, се случи. Побаравме оставки, паднаа народски кажано како круши. Рековме дека уштени криминални избори нема да прифатиме. И на 24 април, и на 5 јуни се одложија. Почитувани присутни, овие луѓе немаат повеќе кредибилитет и затоа протестираме. Затоа што луѓе без кредибилитет веќе 10 години ни ја водат државата, но нема повеќе. Протестираме за фер, слободни и регуларни избори. Избори во кои граѓаните на соодветен начин ќе можат да го дадат својот глас и да изберат власта која тие ја сакаат, а не онаа која им краде гласови. Протестираме долу мафијата! Долу мафијата! Протестираме за целосно прочистен избирачки список, за одвојување на државата од партијата и слободен, регуларен, медиумски простор. Аболираме и протестираме против аболицијата, половичната аболиција од Ѓорги Иванов. Нема да дозволиме да се спасат криминалците во врвот на власта. Половина извршен комитет на ВМРО ДПМНЕ е аболира. Нема да дозволиме да се спаси Владимир Талески. Градоначалникот без трошка легитимитет. Градоначалникот кој сите ние ќе го паметиме пошто во криминалот и корупцијата, по неколкуте кружни текови, по филџанот кај Перагошка, по клавирот кај Веро и да, по велосипедската патека, легендарната велосипедска патека. Ќе го паметиме и по сведочењето на неговиот сопартиец Зоран Ставрески, кој лично го нарече криминалец.
Пред известно време аболираниот Владимир Талевски излегува во медиумите и вели: не значи дека сме криминалци, го цитирам, затоа што сите велат дека сме криминалци. Вели не сме криминалци. Талевски, а кому да веруваме? Тебе ли? Што го потпиша најскапиот договор за превоз на учениците во светот? Тебе кого личниот сопартиец те нарече криминалец? Но не само Талевски, ќе протестираме и против аболицијата на криминалецот Никола Груевски, кој цело време бега од реалноста, бегајќи да се соочи со вистината, договорно се аболираше преку Ѓорги Иванов, лицето кој привремено ја извршува функцијата претседател на државата. За овој човек сите треба да знаеме едно: никогаш досега Никола Груевски не се соочил со реалноста и вистината. Или се крие позади парламентот, неговите послушници, или позади аболицијата, или често пати наизуст позади граѓаните. Никола Груевски, еве ги граѓаните на улиците на Битола. Ти порачуваат и бараат повлекување на твојата аболиција и фер судење за тебе. И не се обидувај да се пазариш, затоа што твојот домашен есап на овој пазар нема да ти помине. Почитувани, не протестираме само затоа што се криминалци, туку затоа и што се некадарни, не ги бива. Ние уништија државата. Нашата држава, меѓу другото, тоне во сиромаштија и беда, безработица, здравството ни го разболија, образованието ни го разводна, државата остана без перспектива и затоа младите ни заминува. Протестираме и затоа што нема правда. А ние битолчани најдобро знаеме, кога нема правда, нема мир. 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 И за крај, почитувани, затоа што нашиот збор држи, ајде сите заедно да си дадеме збор дека со Никола Груевски и криминалната банда околу него конечно ќе биде крај, дека ќе абсолвираме и дека сите за многу скоро време ќе се приклучиме во Сеопштиот народен фронт. Фронт кој сите нас ќе ни исправи пред референдумското прашање: или Груевски, или Македонија. Фронтот кој ќе одлучи Република Македонија. Да сте живи и здрави, одиме до крај.